Грејењето на скапа струја оваа сезона за семејствата финансиски може да биде погубно, предупредуваат експертите, објаснувајќи зошто. Ние на почетокот на сезоната предупредивме дека голема шансата на цената на струјата паѓа, али во овој момент е подобро да рипне цената на струјата, да се зголеми цената на струјата, отколку моделите тарифни кои што во моментот се на пазар ќе бидат многу погубни за граѓаните. Дури погубно повеќе отколку на компаниите. Вице-премиерот Фатмир Битики изјави дека ќе се прошируваат тарифниот блок 3 и тарифниот блок 4 за да се постигне намалување на субвенционирањето на струјата од 80 на 60% следната година, што ова е одговор на препораката на ММФ за проширување на тарифните блокови. Ова со други зборови значи дека опфатот ќе биде поголем за тие кои што трошат повеќе, а за најранливите категории, за луѓето кои вистински штедат електрична енергија, ќе остане ист тарифен модел, но и цената на електричната енергија, односно евентуалната промена на цената на електричната енергија да не падне на товар на тие кои што се во првиот и вториот блок, туку кај тие што се во третиот и четвртиот блок, а тоа се поголемите корисници, појасни Битики. Експертот Ѓорги Манаско смета дека подобро е струјата да поскопи отколку да се сменат категориите. Така да е подобро да се зголеми цената на електричната енергија, отколку да се игра на варијантата она што го направи владата минатата година со тарифите. Сепак, мали се шансите дека владата ќе посегне по зголемување на границата на тарифните блокови, бидејќи ќе предизвика огромни проблеми. Она е свесна на ова, затоа што граѓаните ќе го осетат по својот джеб проблемот и тоа многу ќе биде значено затоа што за кратко време следат избори и тогаш граѓаните ќе знаат или да ги наградат или да ги казнат. Така да владата мора многу внимателно да игра со, да не кажам, со нервите на граѓаните и компаниите. Многу граници ги помина пред 2 години со енергетската криза во која што не ги послушаа советите на експертите навремено да се излезе во пресрет и да се реши, туку као нема да има енергетска криза, а таа енергетска криза напри толкова сериозни проблеми да голем дел од населението избега од државата и голем дел од компаниите пропаднат и да не можат повторно да се обноват. И ни една компанија не сака да инвестира странска од државата само заради тие енергетски проблеми кои што ги има во моментот во Македонија. Идентична потврда има и од председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски. Ние, и ако го намалиме блоковите, еве да речено, ги прифаќаме. Тогаш ќе се соберат повеќе пари. Од тоа што сме ги определили. Ако сме определили 100 единици пари и се соберат со намалување на блоковите, сигурно ќе се соберат 120 единици пари. Тие 20 единици не можеме да му ги дадеме на некој. Повторно треба да ги вратиме назад кај потрошувачите, така да нема резон и сега кажувам дека блоковите, опсегот, нема да се промени, затоа што тоа не го решава проблемот.